Тие документи требаше мене да ми ги дадеш, Нестрин. Ке го затворев човекот уште многу одамна и немаше да се случат овие глупости. Знам, ама мислев дека ако ги чувам кај мене, Акиф нема повеќе да ми се приближува. Нестрин, ти сама не можеш да се справиш со такви луѓе. Во право си. Единствената цел ми беше да го држам Акиф подалеку од господинот Керим, ама не успеав баш. Барем да имаше направено копија од тие документи. Воопшто не ми текна на тоа. Кога ме повика Акиф, се испаничив, ги зедов документите и излетав од куќата. Не разбирам како може да се толку наивна, Нестрин. Како што ти реков, единственото што сакав беше господинот Керим што побрзо да излезе од полиција. А дома што рекоа? Кога слушнаа дека поради тебе завршија во полиција, особено господја Селда. Мислам дека господинот Керим ништо не и кажал на господја Селда, затоа што са бајле кога разговарав со неа не ми дозволи да се објаснам и да се разбереме. Ако знаеше таа... Ке се налутеше, нели? Ке се налутеше малку речено, ке настанеше хаос. А и немаат кривица, нели, Нестрин? Поради една девојка што работи дома за малку да им се случи голема неволја? Како и да си одиме. Али, јас нема да одам дома. Сушност, треба да одам во агенцијата за недвижности, ке ме однесеш ли таму? Добро, ајде да одиме. Али? Нема да му кажеш на господинот Керим дека ме виде тука, нели? Али те молам. Добро, Нестрин. Само никогаш повеќе нема да се гледаш со тој човек. Види, не сакам тој човек да биде околу Керим и неговото семејство. Добро, ветувам. Хајде тогаш. Ипек написа. Што ти се случи тебе, душа? Зошто полуде така, Несрин и Фатма секогаш се мешаат и постојано се дрски? Требаше веќе да се навикнеш на тоа. Да, но не морам да ги трпам. Од сега па натаму нема да ги трпам. Каде си до сега, Несрин? До кога ќе те чекам? Шулет те молам, цело утро се замарам со свршеникот твој. Со Али? А зошто? Ма остави тоа. Господинот мисли дека е детектив. Да не го слушна тоа што го рече. Тогаш немој да му кажеш. Нема, не грижи се. Сега ќе му се повреди егото на господинот. Ајде, остави го сега тоа. Зошто ме повика, кажи ми? Ке ти кажам, ама многу сум уморна, да седнеме малку, те молам. Несрин, слушај, немам време. Ајде, дојди. Полудела ли оваа девојка? Како да полудела, господје Султан? Да не беше Емине, ке му убиеше. Која беше причината? Што и да е причината, туба никој нема право така да вади нож кон друг. Може би си рекла нешто што е налутило? Не, туба ханум ништо не реков, само ја прашав толку млада си, зошто бараш работа со спиење, дали има нешто со очувот и таа полуде. За тие ли зборови, полуде? Да. Ако не ја фатеше Емине, ќе ме пробудеше со нож, така барем ми фрли чаша на глава. Ако не се поместев, ќе ми ја скршеше чашата на глава, Султан. Ако не ми верувате, прашајте Емине. Ќе разговарам со Ипек. Ипек е мирна девојка, сигурно Фатма ја изнервирала. Добро, но како и да е, што и да направила Ипек е погрешно. Така е. Хајде да видиме што е работата. Берен, ова не е некаква обична работа. Ипек може да избркаат од работа. Хајде. Веќе ми е преку глава од сите овие интриги во оваа куќа, туба. Гледај, Ипек е најчистата девојка овде, не сакам ништо да ѝ се случи. Хајде. Ти зборуваш ли со Зейнаб? Иако беше слободна, дојде денес на работа. Добра. Ајде да одиме во кујната, после ќе зборуваме за ова.
Што се случува тука? Ништо, господје Султан. Ако не е ништо, тога што е ова? Имаше мала незгода. Не лажи мене. Вака да се караш не идоликува на една млада девојка како тебе. А освен тоа, Фатма ти е како мајка по години. Што значи тоа со нож да и се закануваш? Ама каков нож немаше, господје Султан, Фатма претерува. Ете пак лажеш мене. Ти си таа која што лаже, Фатма. Султан Ханум, се колнам дека ме клевети. Бабо, подобро внатре со Ипек разговарај. Ипек, дојде во работната соба. Девојката е како луда денес мене, утре тебе, не разбирам зошто е штитише мене. Ти и кирка ти постојано сте против Ипек и таа не издржи ја фрли чашата. Чаша ли фрли? Со нож ме нападна, не со чаша. Господја Фатма, смирете се. И онака има доволно проблеми во куќата. Нема потреба да се преувеличува. Јас не прифаќам вакви игри, разбра? Ако ја избркаат Ипек од оваа куќа, тогаш да знаеш дека... Што ќе биде ако ја избркаат Ипек, а? А? Значи со вас двете нема да има крај. И ти и кирка ти подалеку од мене. Секогаш на почетокот на секој ваш збор е мојата керка. Што сакате ви од мојата керка? Дај Боже на сите да ви падне камен врз главата, колку што ја спомнувате. Елегантна облека е тоа? Што ќе ти е тебе елегантна облека? Ти само чистиш во куќата? Аман, Шуле, не мораш да бидеш толку груба со мене. Извини, само се изненадив толку. Зошто толку се изненадуваш? Јас надвор од таа куќа имам свој живот, имам луѓе со кои се гледам. Имаш ли момче? Да, ама се уште е многу ново, не може да се каже дека ми е дечко. Требаше веднаш да кажеш, Несрин. Вечер ќе излегувате никаде? Да, ама не сакам домашните да знаат ништо. Нема да им кажам, не грижи се. Особено не на никој од семејството. Нема да можат да поднесат, нели? Токму така. Да ти кажам нешто, Несрин. Дојди кај мене, земи што сакаш од обликата. Се уште имам облека во шкафот со етикета, не ги носам. Колку си среќна ти. Човек не станува среќен само со тоа што има облека. Да не би имала, ке знаеше колку вреди. Како и да е. Шуле, ќе може ли уште нешто да те замолам? Ако е нешто што можам да го направам, Нешто што можеш да направиш, да. Можам ли понекогаш да ја користам твојата куќа? да ја користиш мојата куќа, ќе го носиш момчето кај мене, Несрин? Не, секако дека не. Само кај мене дома не можам да се средам убаво. Кај тебе би можела да се средам како што сакам. Само за тоа, за толку? Само толку, да. И онака ти најчесто си кај Али, а јас за половина час ке се спремам и ке излезам. Нема ниту да ме видиш. Добра. Ама кога ќе дојде време и ти ќе ми помогнеш, Несрин. Срамота, па веќе ти помагам тебе. Добра. Дојди кај мене, користи ја куќата, носи ја мојата облека. И онака во мојата куќа има се што ја треба на една жена. Токму затоа ти побарав помош тебе. Кој е човекот за кој што многу ти се трудиш? Остави, не го познаваш ти. Кажи сепак. Ниту мајка ми не ме притиска толку колку ти. Епа правиш дека е голема тајна, ќе бидам љубопитна? Ке дознаеш кога ќе дојде време. Ајде, сега треба да одам. Ајде, Добро, ќе се слушнеме. внимавај на себе. И ти. Ке сум дознаела кога ќе дошло време. Кој знае по кого ли трча сега.
Кажи ми, Керко, што те натера да полудиш? Ништо важно не беше. Но таа рече дека ти си сакала да ја убиеш. Ако не ми кажеш убаво, Керко, ќе разговарам со Керим. Девојките ми кажаа што се случило. Помошничките сакаат да се убијат една со друга. Во животот не сум видела такво нешто. А оваа девојка ништо не кажува. Дали е вистина тоа што го кажува Фатма? Господја Фатма, многу непристојно зборува со мене. Само затоа што зборувала непристојно се вади нож, Керко, а? Не сакам да си одам од тука. Мајка ми на крај ќе го прими Хазим дома. Како што му прости еднаш, пак ќе му прости. Не можев да се контролирам и фрлив чаша. Само чаша ли фрли? Тогаш, зошто вели дека се извадила нож? Не знам. Воопшто не се изненадив, знаевме веќе дека Несрин не е кај Зенапа. Добро што зборував со неа, сега госпогица Несрин нема да може да негира. Сега можеме во лице да ја кажеме лагата. Ама ти не зборувај, јас ќе зборувам. Не, јас ќе зборувам. Туба, ако ти зборуваш, сигурно ќе се скарате. Таа веднаш ќе оди кај татко ми и ќе направи голема драма без потреба. Јас најдобро ја разбирам неа и не ми е гајле ако се направат проблеми. Добро, тогаш ти зборувај. Ама те молам, биди мирна. Добро, не грижи се. Јас ќе излезам да видам што се случува со Фатма и Ипек. Дури и мирната Ипек ја излудија. Кога Фатма рече дека Ипек се обидела да ја прободе, прво многу се изненадив. Потоа едва се воздржав да не се насмеам. Под Ипек такво ништо не се очекува и мене ми беше смешно. Иако нема ништо смешно тука, добро што на жената ништо не и се случи. Добро што се исплаши Фатма. Видели како се однесуваше после тоа? Ај... Ама кога ќе му кажеме вечер на татко ми за Ипек, нема да биде смешно. Па така е. Татко ми сигурно ќе ја избрка Ипек од работа туба. Да, и јас мислам така. Здраво, Берен. Поради Али јас направив неправда кон тебе. Кој ти пишува? Од некоја глупава рекламна порака. Се гледаме. Не. Во оваа куќа ми треба стариот мир. Несрин и Фатма мора да си одат веќе. Ало, Се уште ли не можеш да се ослободиш од тој човек? баш сега сакав да те барам. Точно ли е тоа што го кажа утрово? Акив, ако не бев сериозна, зашто би ти го кажала тоа? До вчера ти бев најголем непријател што се случи, па сега од мене ти бараш помош. Затоа што навистина ми треба некој што може да ми помогне. А да ми помогне не може никој освен тебе. Не ти верувам, Несрин. Ми велиш буквално решив да го заведам газдата, ајде сега помогни ми ти мене. Нормална ли си ти? А? Не можеш сама да го заведеш? Што зборуваш ти, какви се овие глупости? Моја грешка што од тебе побарав помош. Слушај, Акив, заборави се што ти реков. Ако одиш и кажеш нешто некому, ќе биде многу лошо. Што? Ми се закануваш ли сега? Ако мислиш дека е закана, нека е закана. Кога толку гадости направи за тие пари во колата, мислев ке сакаш да заработиш пари како човек, ама на кого му зборувам јас? Ајде, доста. Ми исклучи. Што сака таа девојка? Наместо да се моли што се ослободи од тебе, обратно се случи, сега таа по тебе трча. Што знам? Некои глупости бара од мене. Многу чудна девојка, брат. Прашувај ми прави проблем. Повторно ми се закани. Пак нешто подготвува таа. Бато, ги донесе сите документи, нели? Ги зедов. Сите се тука.
И тогаш зошто има храброст пак да ти се заканува? Што знам? Сака да ми покаже сила изгледа. Бато, да не направила копија од тие документи. На тоа јас не помислив. Ама не, бе. Не може туку така да ги копира документите. Не зборуваме за обична личност, зборуваме за Несрин. Заборави како те измами, ја зеде колата и парите и избега. И 100 недели се мачиш да ги добиеш тие документи од неа. Таа девојка е поснаодлива од ѓаволот, брат. Во право си. Кој знае што има во главата таа? Денес нешто ми побара, ама не ја сватив сериозно. Треба да ја испрашам да видам колку е сериозна. Брат, провери ги документите за секој случај да нема некој проблем. Да го сменам ли телефонскиот број? Навистина не можам да разберам која зборува вистината. Се уште сум зачудена. Се тепаат како луди, особено таа малата Ипек. Никогаш не би очекувала такво нешто од неа. И јас исто. Немојте веднаш да ја правите девојката жртвено јагне, сигурно Фатма ја испровоцирала. Ако има проблем со Фатма, треба да дојде да зборува со мене. Како може така со нож да се заканува? Па кажа дека не направила такво нешто, баба? Јас на двете не им верувам. Не се знае кој што кажува. Сега кој ќе дојде Керим, Фатма веднаш ќе го нападне. И како да не претерува, Керко? Ова не е шега. Ако утре, задутре се наштетат едни на други, нема да може да се справиме. Мислам дека вечерва ќе ме испратат од тука. Дај Боже да не биде така. Знам, нема да ме задржат повеќе тука. Нема да дозволам да си одеш, Ипек, добра? Фала ти да доемина. Ама нема што да се направи. Нема таа работа со ножот да ја спомнуваме, ќе ја игнорираме. Така и реков. Браво за тебе. Ама господјата Султан баш не ми поверува. Тогаш ние ќе убедиме. Ајде, бидејќи Фатма не е овде, да ја завршиме оваа салата. Всушност, сакав да ја побара мајка ми да одам дома. Добро, добро. Ќе останам тука и ќе си го бранам правото. Ете така. Ипек, твојот очов никогаш... Не, никогаш. Добро, ајде да си работиме. Да доемина. Веќе не ми поставувај такви прашања. Дали се јави Керим? Не се јави. Ти му се јави? Не му се јавив. Има ли некој проблем? Никаков проблем немам, Беран. Има секако. Утрово мајката и татко ти се расправаа. Мамо. Зар не е вистина, не се расправавте? Па добро, имавме мало недоразбирања, ама има ли смисла да го пренесуваме на Беран? Цела недела татко ти работи. Еднаш во неделата сака да се одмори дома во мир, а поред вашите каприци со мајка ти и со Туба, човекот си замина. Навистина, мамо. Дури кога знаеш дека сум во право, го браниш, браво. Мамо, зошто се расправавте? Не се расправавме, душо. Керко, ако вака продолжите, ќе ти избега мажот. Ако не најде мир дома, ќе го бара надвор. Мамичке, Керим ниту од мене, ниту од куќата нема да избега. Несрин се врати ли? Искрено не сум ја видела, не ја следам, татко ти рече оставете ја. Јас нема да ја оставам на раата, девојка, ќе ја следам. Ај, во куќава човек не може да не полуди. Каде беше ти досега? Мамо? Што тие, плачеше ли ти? Несрин, не во денот кога дојдовме овде само вака трпиме. Ама денес... Чекај, смири се, објасни ми убаво што се случи. Ипек проба да ме исподе со нож.
Мамо, што зборуваш ти? Здраво, Фарук. Добро сум, благодарам. Ти како си? А како дозна за земјиштето во Шиле, не ми е јасно. Хасан ти кажал, велиш? Не ми кажа дека сте се сретнале, не. Добро, Фарук, ова не е нешто што можеме да го зборуваме на телефон. Во понеделник ќе се видиме во фирмата, може ли? Ајде, поздрав, чао. Гледаш, Герко, откако дојдовме тука, прво не отцрнија, не обвинија за кражба, не понижија. Сега и оваа луда девојка сакаше да ме убие, до кога вака? Ајде, дојди тука, дојди. Додека јас сум тука, никој ништо нема да ти направи, никој. Гледаш, бидејќи се сожаливме, ни се качи на глава девојката. Селда и Султан нема да ја дозволат да си оди, ама јас ќе го направам тоа. Јас ќе средам таа девојка да си оди од тука. Сега ќе одам да зборувам со господинот Керим, ти оди во соба, одмори се. Ама Керко, чекај, сега пак ќе си најде некој начин да се оправда, ќе најде, ќе видиш. Ама јас ќе средам, ајде оди. Ајде. Емине? Сега ти ли си адвокат на оваа после Мерием? Никој не може да ми биде мен адвокат. Уште не си толку силна, Ипек, душо. Ако беше, немаше да бегаш од татко ти да се криеш во оваа куќа, тоа да знаеш. Што е ова? Уште се расправате за попладневната работа? Да, уште се расправаме за попладневните работи. Само што проба да ја убие мајка ми го споѓава. За тоа што се случи денес ќе решаваат мајка ми и татко ми. Не е твое да зборуваш, Несрин? Таа мене ми е мајка. Додека ја браниш мајка ти, нема потреба од ниски удари. Како што реков, сега и ќе повторам. Татко ми и мајка ми ќе го решат тоа, Несрин. Не. Ако Ипек се извлече само со тоа што ќе ја избркаат од работа, ќе одиме во полиција после. Ако ти не му се јавиш на Керим, јас ќе му се јавам, Селда. Мамо, зошто толку се вознемируваш, ќе дојде наскоро? Ајде, јави му се да ми биде мирна главата. Морам да те видам веднаш, близу сум до куќата. Јас ќе се јавам и веднаш ќе дојдам. Ти лут ли си, Назим? Зошто не ме оставиш на мир? Со каква храброст се шеташ околу мојата куќа? Ако продолжиш вака, ќе морам да те пријавам во полиција. Дали ме разбра? Берен? Пак ли е тој Назим на телефон? Дај ми го телефонот веднаш. Зошто исклучи? Во куќата ми дошол, сериозен ли е? Тоа ѓубре овде ли е, тука ли е се уште? Тато, те молам, не оди, тато има оружје. Тато, те молам. Тато! Татко ми нема да дозволи да викнете полиција. Што е да имате помеѓу вас, сами тоа ќе го решите. И денес имам нешто да ти кажам, Несрин. Ако е за тоа што излегов денес, јас со дозвола излегов. Не, за синоќа.
Тато, тато те молам, чекај. Чекај. Очигледно внатре зборуваат за семејни работи, Ипек. Нашата работа е со тебе. Пушти ми ја раката. Шш. Наместо вака да се шегуваш, прво размисли на тоа дека не требаше да ми вадиш нож. Тато те молам, чекај, тато. Јас лично ќе го казнам тој никаквец. Берен, што се случи? Мамо, Назим дојде, тато, оди кај него. Ипек. Изгледа бидејќи не ти се мешавме до сега, си помисли дека можеш да ни се качиш на глава, а? Што е? Да не ќе ме тепаш? Нема да те тепам. Ама верувај ќе посакаше да те истепав. Зошто заборави некои детали? Например, тоа што господинот Керим верува на се што ќе му кажам јас. Ако кажам, го видов господинот Синан со Ипек во кревет, затоа стана непријателка и кон мајка ми и кон мене, пример. За една минута ќе те избрака, што мислиш ти? Душо, и ако им кажеме се што се случи денес, резултатот ќе биде уште полош за тебе, Ипек. Најдобро е да си ги собереш работите и веднаш да си одиш дома, керко моја, најубаво е така. Не. Нема така лесно да си одам. Пред да заминам, и јас имам нешто да му кажам на господинот Керим. Например, дека пожарот во помошната куќа го подметна Несрин. Ако заминам без да го кажам, тоа ќе биде срамота. Што зборуваш бе ти? За пожарот што го предизвика ќерка ти. Ја видов со своји очи како го Ипек, запали. престани да лажеш. Штом дојде до тесно, почна да фрлаш клевети на мене. Јас видов со своји очи Несрин. Со запалка ја запали завесата во кујната и потоа стоеше мирно и го гледаше пожарот. Немој да лажеш, лисицо една гадна, ако знаеше зошто не кажа уште тогаш. Не кажав, затоа што сите сте од кал. Не сакав да ми се залепи вашата нечистотија. Керим? Сите останете овде. Ама Керим, Селда, реков сите останете овде. Што се случува тука? а Мехмет, Керим си замина, те молам оди по него. Берен, што се случува? Мамо, цел ден Назим ми праќаше пораки и ме вознемируваше. Отидов во работната соба да му се јавам да му кажам да се држи подалеку од мене. Од каде да знае дека татко ми е таму? Тој се слушна кога дозна дека Назим е блиску до куќата и излета надвор како лут. Не знам што да правам сега. Дај Боже, ништо да не му се случи на мојот Керим. Баба, чекај, рече да чекаме, после ќе се налути татко ми. Керко, тој е луд човек, ако му направи нешто на таткови. Баба, ајде си пак да почекаме, татко ми после ќе се налути. А јас не разбирам кога влезе Керим дома. Што се случува, тато Емина? Не знам, господин Керим излета како луд. Кога викна да не одиме по него, господја Селда остана овде.
Гнасен човек, никаквец. Господине Керим, јас само гледам што се случува пред куќата. Ворете, Мехмет. Не се грижи, не е до тебе. Ворете се. Готови сме ние, готови. Да ти кажам, таа лисица од самиот почеток таа знаеше нешто, знаеше, ни се спротиставуваше така, да, не беше тоа залудно. Ако господја Султан дознае, ќе не избрка веднаш Несрин. И сите твои планови ќе пропаднат. Мамо, молчи веќе, кажи ти Бога молчи. Сето ова ни се случува само поради тебе. Колку пати ти реков да не се закачаш со таа девојка? Што да молчам, бе? Што имам јас врска со тоа? Зошто да молчам? Јас ли ти реков да го запалиш помошниот објект? Полека, што правиш, ке не слушнат сега потивко малку? Што полека? Таа сега влезе внатре и сигурно веќе се им раскажува. Еве ти кажувам. Синко, што се случи? Нема ништо, мамо. Човекот беше долу и кога ме виде нагази на гаста и побегна. Мехмет, не се оддалечувај од вратата, во ред ли? Во ред, господине. Ајде, влезете внатре. Морам да најдам работа. Вака не оди. Донеси ми едно чајче. Не знам дали да ја барам господја Хандан. Абе. Ајде бе. Што имам да изгубам? Повелете. Ало, господја Хандан, јас сум Джем. Знам, Джем, го има меморирано бројот. Како сте? Добро сум, фала. Господја Хандан, јас сум во тешка ситуација, па се јавив ако може да ми помогнете некако. Джем, јас веќе еднаш тебе ти помогнав. Ти ме засрами пред пријателите. Навистина јас немам никаква вина, мајсторот си измислуваше изговори. Немој да ми измислуваш изговори. Ако тие тебе не те сака, тогаш и ти немаше нив да им даваш причина. Извинете што ве вознемирив. Минатиот пат вашата внука рече дека барате шофер, па затоа ве барав. Не имало недоразбирање, не ми треба на мене шофер, не планирам да вработам никого. Поред тогаш, се слушаме, пријатно. Джем, сакаш ли да му кажам на мојот зет? Татко ти се жртвуваше за вас, а Фатма и Несрин си го јадат тоа. Не разбирам зошто тебе те игнорираат. Земи, појави му се на зетот, објасни си ја работата, нека ти даде работа. Не можам да направам такво нешто. Керим не ме сака, а и не сакам јас да молам никого. Веќе сме зборувале за тоа, Хандам. Добро, но... Не, нема смисла да зборуваме за истите работи повторно. Фала ви многу, пријатно. Го спушти телефонот во лице. Безобразен. Секогаш истото го зборува. Кога му помагаше беше добро, нели? Гледај сега во каква состојба сум. Не можам да си поверувам на ова. Останав сама јас. Нема ни кафе кој да ми донесе. Не можам веќе да седам дома.
Добро, што е со луѓево, човече? Мала грешка и одма те брише, не ни размислува. Ниф им е многу лесно. Не знаат тие како ни е на нас. Синко, ти полуде ли, а? По такви скапаници така ли се оди? Што ако имаше пиштол? А што сакаш ти, мамо? Да го оставам така да шета околу Берен и околу нашава куќа овде? Тоа требаше да направам. Ке ми застанеше срцето. Мајка ти во право, Керим. Ако не побегнеше, ќе му покажев јас него многу убаво, ама тоа е. Како и да е. Берен, утре нема да одиш на работа, се разбираме? Тато, поради него ли ќе седам затворена дома? Ништо не може да ми направи. Берен, не сакам противење веќе, доста е. Од сега натаму никој да не излегува надвор од домот, дали сум јасен? Се разбираме или не? Јас не сакам да седам дома. Тој лудак е закачен за Берен. Што имам јас врска со тоа? Туба, реков нема излегување од овде. Реков и готово. Туба, ако слушнам дека ме немаш послушано, ќе биде многу лошо за тебе. На сите ви се извинувам. Тато се однесува в глупаво и детинесто. Ако ти се случеше нешто, никогаш немаше да си го простам тоа. Морав да го држам тој човек подалеку од Берен. А ти кога се врати дома, Керим? Токму сега пред малку. Се сретнав со Хасан, испивме неколку чаши и колата ја оставив таму, па се вратив со такси. Добро е што се вратив. Што ако Берен во гнев отидеше кај тој човек, што ќе правевме тогаш? Не дај Боже. Господја Султан, сега има многу убава прилика. Никогаш нема да дозволат пак да не испратат во помошниот објект. Ти не велеше дека сакаш да си заминеш од овде? Сакав, Керко, сакав. Ама потоа дојде ти и ми зборуваше за убавите планови за соништата твои. Ми рече дека ќе се спасиме од овој беден живот и јас се премислив. А сега се ќе заврши, така ли, Керко? Не, Душо, ништо нема да заврши. Морам да најдам начин да ја смирам Ипек сега. Керко, и онака господинот Керим кога ќе ги дознае работите, нема да ја задржи Ипек во оваа куќа. Ама и таа нема да си оди без да те пријави тебе, да знаеш. Ке разговарам јас со неа. Немој да ја попушташ на таа. Немој да зборуваш глупости, такво нешто никогаш не би прифатила. Никој не може да ме натера. Како планираш да ја смириш девојката? Дури и да не признаеш, кај нив ќе остане сомнеш. Мамо, седи веќе. Еве, слушај ме сега, седи. Вака, ако веќе не сакаш да заминеш, ако сакаш да останеш тука, тогаш треба да ми помогнеш мене. Како бе? Многу едноставно. Не ја пријавувај Ипек на Керим. Мојата паметна керка, ама нема да ми остане до мене. Султан Ханум мислел да Ханум сигурно ќе му кажат на Керимбек. Тогаш, добро, и ти ќе ја смениш приказната после. Ке ти кажам ја што да кажеш. А? Ова е мојата куќа.
Сликата на мојот син ќе ја ставам каде што сакам, дури и на највидно место. Како и да е тој Хазим, скапаницата не доаѓа веќе. Мило мое синче, Ох. Уште кога се роди се знаеше дека ќе имаш толку убава коса. Каде е сликана сликава? Истанбул. Не го однеле веднаш штом се родил мојот син. Хандан ме налаге, ми кажувала. Значи, може би се уште е тука. Моје дете убаво. Чекај да видам што пишува.